Почитувани представници на извршната власт, почитувани колеги и колешки пратеници во Македонското собрание, почитувана македонска јавност, конечно има можност и јас после 2 години пратенички мандат, речиси на половината, се надевам на крај на овој парламентарен состав, да поставам 2 суштински прашања кои што мислам дека ќе треба да се темелно да добиеме одговор, да бидат одговорени и на истите да обратиме внимание од јавноста, бидејќи се навистина исклучително специфични и говорат за одредени недоследности, нетранспарентност, која што особено гледаме дека ни недостасува последниве години. Значи, првото прашање го поставам до премиерот. Премиере, ќе ви се обратам за едно прашање кое што се однесува на на филмскиот фонд и тоест или агенцијата за филм. Тој е веќе уште во времето на покоен Тозија, тој повеќе не е меѓу живите, но некои проблеми кои што остана од неговото, времето кога тој раководеше, се провлекоа, ми се чини до ден денес. Од таа причина, иако пред година и пол е срочено и чекам да дојдам на ред да го поставам ова прашање, сметам дека јавноста треба да биде запознаена и треба да добиеме одговор или барем да упатиме апел да се повеќе поведе сметка во рамките на Агенцијата за филм. Овдека имаше повеќе укажувања изминатите години од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, за низа на неправилности и злоупотреби на службената положба од страна на највисоките владени функционери. Значи се однесува на директорите на Агенцијата за филм, поранешниот директор Оријан Тозија и Бојан Лазаревски. Истовремено и согласно некои мои лични сознанија како пратеник, значи сметам дека треба да проговориме во однос, како што ви напоменав, на функционирањето на едно од клучните тела во Агенцијата за филм, а тоа е Филмскиот совет. Сакам да кажам дали во периодот од 2017 година до денес членовите на Филмскиот совет се именувани со соодветни решенија и согласно Законот за филмска дејност. Претходно побарав да ми бидат доставени на увид сите решенија за именување и разрешување на претходните и актуелните членови на Филмскиот совет во периодот од 2017 година до денес, заради утврдување дали Филмскиот совет работи и носи мислења по конкурс за одобрување на филмски проекти согласно Законот за филмска дејност. Никогаш не добив одговор назад на ова. И како и досега повторно, значи дали имаме на повидок, значи останаа на повидок скандалите во однос на филмската дејност, што се однесуваа на мандатите и судирот на интереси кај одредени членови на Филмскиот совет. Согласно член 22 од Законот за филмска дејност, Филмскиот совет, кој е директно именуван од страна на директорот на Агенцијата за филм, расправа за важни прашања од областта на филмската дејност и е едно од клучните тела за вршење на стручни работи од надлежноста на Агенцијата, како и за превземање на мерки за унапредување на филмската дејност. Филмскиот совет му дава мислење на директорот на Агенцијата кои проекти по конкурсите, значи од членот 25 став 1 од Законот за филмска дејност, треба да бидат прифатени, односно одбиени по конкурс. Па би сакала да потенцирам дека и на предлог на финансискиот советник, исто така стручно лице именувано од страна на директорот на Агенцијата за филм, ако постои неусогласеност меѓу финансискиот план и оперативниот план со сценариото за проекти предоставени на конкурсот согласно член 25 став 1 од законот, повторно Филмскиот совет е клучното тело кое му предлага на директорот на Агенцијата проектите да ги врати на доработка. Тука сакам да се осврнам и на членот 30 од Законот за филмска дејност, со кој што се регулира постапката за одлучување по конкурс, каде е видлива огромната улога на Филмскиот совет, односно дури и управниот одбор по претходно мислење на Филмскиот совет донесува одлуки за прифаќање или одбивање на филмски проекти по конкурсот од членот 25 став 1 од истиот закон. Заради сето ова, сметам дека според Законот за филмска дејност и директорот својот предлог до управниот одбор кои проекти треба да бидат прифатени, односно одбијани на конкурс за финансирање на проекти од национален интерес, го носи врз основа на претходно мислење од страна на Филмскиот совет. Заради погоре наведените факти и постоечката
регулатива. Го упатува моево пратеничко прашање кое се однесува на почитувањето на законската регулатива во периодот од 2017 година до денес при именувањето и разрешувањето на членовите на Филмскиот совет, носењето на соодветни акти, односно решенија од страна на тогаш ръководното лице Горјан Тозија и Бојан Лазаревски. Исто така, имајќи ги предвид веќе утврдените судири на интерес во Агенцијата за филм, би се осврнала и на именувањето на одредени членови, кои истовремено вршат или вршеле и други именувани функции во Агенцијата, кои се во директен судир и имаат конфликт на интерес при нивното носење на стручни мислења и апсолутно се во спротивност со основните начала за нивното независно, објективно и стручно работење. Во врска со ова би сакала да укажам на неколку спроведени постапки на конкурси каде едно исто лице се јавува и како член на Филмски совет и како финансиски советник или пак како член на Филмскиот совет и филмски рецензент, што е крајно незаконски и скандалозно имајќи предвид дека тие лица именувани како финансиски советници или филмски рецензенти сами на себе потоа се доставуваат предлози и анализи до Филмскиот совет, каде се исто така членови. Каква е компетенцијата, почитуван премиере, на читачите, рецензентите кои се прв филтер при одлучувањето? Нашите сознанија се дека се ангажираат новинари и дури апсолутно некомпетентни лица. Имам неколку примери, но во интерес на времето, бидејќи имам уште едно многу битно прашање од областа на образованието. Ако сакате, ќе ви го доставам ова што го имам како документација и ќе можете да направите соодветен увид. Моето второ прашање се однесува до министерот за образование и наука. Во време на колапс на образовните политики на ова и на претходните влади, во време на скоро повеќе месеци застој во образовен процес, штрајкови и така натаму, како и светската економска криза, владата, Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието продолжуваат со злоупотреба на финансии од планираното трошење на заемот од 22,5 милиони евра, кој беше изгласан во време на претходната министерка Мила Царовска. Да ве потсетам дека заемот ќе го враќаат македонските граѓани, а истиот се исцрпува преку делењето на пари на невладени организации и експерти кои што се блиски до владеачката гарнитура. Имено се трошат пари на контраверзни наставни планови и програми на така наречени експерти кои прават или буквално препишуваат документи и материјали и организираат обуки. Еден начин да се олеснат парите се пишаните или подпрепишаните материјали од Бирото за развој на образование, но тоа е посебна дискусија која во друга прилика сакам да елаборирам со вас. Исто така, еден од за вас одличен начин за да се земат или наплатат големите пари, кои ќе дојдат во џебовите на вашите невладени организации, експертите, е одржувањето на обуки за кои сакам да поставам конкретно пратеничко прашање. Зошто МОН и Бирото за развој на образование организираат обуки со акредитирани обучувачи кои претходно ги изведувале советници од Бирото кои се обучени за тоа? Или со други зборови, организирате дупли обуки преку кои се трошат милиони евра. Ако не знаете, еве ќе ви објаснам што се тоа дупли обуки. Значи, тоа се обуки за кои се веќе обучени советниците од Бирото и кои пред концепцијата и заемот од Светска банка ги одржувале советниците, значи вработени високостручни лица, а сега ги одржуваат акредитирани обучувачи. Еден пример според кој советниците се обучени е обуката користење на интерактивни современи методи и техники во наставата, значи, на каде се обучувани најголем број од советниците, а кои потоа биле обучувачи на професори. Релевантноста на обуката е потврдена од оној кој ја извршил. Тоа е доктор Елеонор Харгривс од Универзитетскиот коледж во Лондон, Универзитет Велика Британија и Центар за образовни услуги. Но за вас, веројатно, оваа обука е нерелевантна, бидејќи е од друго време, а и од неа не може да се исцрпат пари. Советниците кои требаше да одржат истата обука во 2021 година, со наставници беа заменети со овие акредитирани обучувачи и за нив платени огромни пари. А доколку ја спровеле веќе обучените советници, воопшто нема да се потрошил ниту денар. Значи, прашањето е чуму акредитирани обучувачи и чуму советници кои одеднаш станале несоодветни за одржување на обуки, туку се пратени за броење на луѓе
делење на кафиња, сок. Благодарам.